Да. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва сте заедно со мене, но и со доктор Марина Мијаковска. Марина Мијаковска, писателка, пишува и за возрастни и за млади, односно за деца. Вработена е во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. А првото мое прашање е поврзано со нејзините писателски почетоци. Марина, кога се навраќате на вашите почетоци, што беше првиот импулс, што ве натера, глупо е малку ова натера, зашто никој не може ве натера, не може да ве принуди, туку што ве мотивираше да пишувате? Чекам одговор. Кога се навраќам на моите почетоци, тоа е времето кога бев во основно училиште, кога со задоволство ги работев писмените по македонски јазик. Македонски јазик и литература ми беше омилениот предмет, на кој што јас навистина покажував повисоки достигнувања и афинитети. Како и секое дете, бев многу љубопитна, многу креативна и уште од мали нозе креативноста ја имав во себе, за да се бавам со една креативна работа, со пишување, со творештво, со професија која што во себе содржи креативност. Како дете, првите почетоци кога ќе се сетам, ги направив некаде околу 600 оделение. Тогаш сите деца пишуваа песнички за мајката, за учителката. Во тоа време имаше една емисија Звон што одеше на македонската телевизија, што ја гледавме сите деца и од литературните секции учествуваа многу ученици. Тогаш ги напишав првите песни, меѓутоа да кажам дека дури посериозните творби ги напишав некаде кон крајот на основното образование во 8 оделение. Како тинејџерка во тој период напишав проза, неколку куси љубовни раскази, со еден љубовен занес за една младешка љубов. И потоа учев во гимназијата Ѓорги Димитров во Скопје и во тој период покажував голем афинитет кон психологијата, кон книжевноста, кон англискиот јазик. Многу сакав да читам книги, значи од дете постојано сакав да читам, да размислувам и можеби тоа што ме натера да пишувам е тоа што постојано сакав да ги наблюдувам луѓето, нивното однесување, но и нивните емоции. Постојано таквата анализа на луѓе ме тераше да размислувам за животот, што би сакала јас да станам, кое однесување е добро, а кое е лошо однесување. Во гимназиските денови имав една ситуација што за прв пат ќе ја споделам, бидејќи во основното училиште тие почетоци што ги имав не ги сметав толку за некој сериозен творечки чекор, меѓутоа расказите што ги напишав во средно, во прва година, втора година средно, ми беа напишани во тетрадка со златно и сребрено пенкало. Бидејќи во тоа време јас не поседував компјутер, компјутерите многу подоцна ги добивме, на еден мој школски другар, што сакаше и му кажав дека ете пишувам, сакаше да ги прочита расказите,
му ги дадов тие мои 3 љубовни, да кажам, интимни раскази и вели јас ќе ги напишам на компјутер и ќе ти ги дадам во една вика испечатена форма. Да, како текст. Да. И што се случи, да ви кажам една интересна ситуација. Тој ми ги донесе расказите напишани на компјутер. Меѓутоа, во следните денови, моите раскази беа умножени по целото училиште, по сите класови за да ги читаат. И јас во тој период се засрамив затоа што сите ги читаа и беа воодушевени од тоа што јас сум го напишала. Така. И во тој еден период почувствував некаква засраменост. Може би тоа не го сватив толку сериозно дека ета јас имам талент за пишување или дека пишувањето, творештвото, книжевноста ќе стане и дел од мојата афилијација и мојот номадски животен пат. Така. Тоа се тие почетоци и на кои што еве се сеќавам и за прв пат ова го споделувам со вас. Убаво не воведовте во вашите почетоци, во вашата писателска кариера. Пред малку спомнавте номадски пат. Веднаш да кажам дека вашата прва книга го има токму тој наслов Номадска душа. Ние сите повеќе или помалку, посебно уметниците, се номади. Така. Но по вашиот средношколски пат вие продолжувате и се определувате за општата и компаративна книжевност. Па јас сакам токму за тоа да ве прашам за вашето високо образование, иако во најавата кажав дека сте и доктор на науки. Значи, потоа и магистриравте и докториравте. Колку вашето образование, поточно општата и компаративна книжевност, како академско знаење, го обликуваше вашиот креативен израз? Темата на вашата докторска дисертација е женско писмо. Сигурно не случајно сте ја одбрале оваа тема, се разбира заедно со вашиот ментор. Па моето прашање, всушност, сака да ги поврзе и двете овие прашања. Високото образование и вашата докторска дисертација. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Јас навистина бев љубопитна и сакав и психологија, и книжевност, и англиски јазик. Меѓутоа, се одлучив за книжевноста, затоа што почувствував дека тоа е областа во која можам јас да постигнам најголем резултат како книжевник, како истражувач во иднина и како научник. Во однос на книжевноста, како што кажавте, бидејќи ме интересираа повеќе области, тоа беше причината да се запишам во 2002 година на катедрата за општа и компаративна книжевност, бидејќи точно го трасирав мојот пат, до крај продолжив на оваа катедра со тоа што во 2011 година магистрирав. Темата ми беше модели на родовата идентификација, а дури подоцна во 2012 година го запишав докторатот на истата катедра со темата Екритур, феминин и романот, прилог кон феминистичката теорија на жанрот. Така. Многу е важно образованието. Секогаш главна цел во животот ми било да вложувам во себе, да истражувам, да учам. Значи, тоа е мојата животна цел и мисија, затоа што само преку учење и наука вие може да бидете и добар творец и автор. Така. Не може само да имате еден талент што вас ви е даден, без притоа интелектуално да го надоградувате. Ви кажував за почетоците. Јас после средното училиште направив пауза и не пишував, затоа што сакав да научам за литературните жанри, да стекнам книжевно знаење за книжевната теорија, за теоријата на прозата и теоријата на поезијата, за да можам тоа теориско знаење да го применам и во мојата поезија. Некаде на крајот на студиите се охрабрив да ја напишам првата книга, што ја споменавте, Номадска душа. Да.
Првите песни ги напишав некаде во 2005-2006 година. Меѓутоа, објавувањето на книгата не ми одеше лесно, бидејќи бев во тој период тивка, маргинална на некој начин и анонимна. Ненаметлива. Ненаметлива, скромна, срамежлива. Така. Книгата беше готова во 2007 година, меѓутоа 2 години не добив поддршка и дури во 2010 година успеав да ја публикувам и така се отвори и се трасира овој мој номадски пат во книжевноста. Убаво што проговоривте за поезијата, бидејќи моето следно прашање за вас е дали пишувањето за вас е повеќе интуитивен процес или интелектуално осмислена конструкција. Во вашата поезија често се чувствува интимна, но и аналитичка линија. Па како ги спојувате емоцијата од една страна и мислата од друга страна? Кога пишувате, обично пишувате по некаква асоциација, по некаква, да кажеме, импресија. Меѓутоа, пишувањето, односно, зависи што пишувате, дали поезија или проза. Значи, кога пишувате поезија, пишувате по некаква асоциација, правите сплет на зборови, формирајќи одредени фигури. Меѓутоа, не може само интуитивно да пишувате, затоа што секоја творба бара и техника и треба една смисловна линија да има во самата песна. Значи, тоа што јас го научив од теоријата на поезијата е дека кога пишувате поезија, важна е референцијалната функција, тоа е дека пишувате за одредена тема или предмет што вие ќе го опишете во песната. Меѓутоа, доколку ја немате емотивноста како функција во самата песна, тогаш таа референцијалност не е доволна. Значи, емотивноста е една од клучните и одлики на лириката. Така што во поезијата е потребно да направите и концепт и осмисленост. Тоа да не биде само едно нафрлање на зборови. Затоа што вие треба да направите тема за секојдневието што вие го живеете, за да можете да действувате преку уметноста на зборот. Така. Велат теоретичарите дека секоја уметничка творба, независно дали станува збор за песна, расказ или уметничка слика, филм, театарска представа, дека треба да има приказна. Така е. Значи, треба да има действие, треба да има сюжет. Се разбира дека ликови, контрасти, атмосфера и слично. Но мене ми остава посебен впечаток вашата грижа за насловите на книгите. Лично, ќе прочитам само неколку од нив. Например, многу ми се допаѓа насловот Свилени времиња. Понатаму кучички, куфери, постела на тишината, коскена. И да не ги набројувам сите. Сите тие носат една голема, силна символика. Па колку е важен и битен насловот во процесот на создавањето. Некои велат, имам наслов, уште ја неам книгата, други велат, ја пишам прво книгата, па на крај го ставам насловот. И колку личното искуство се прелева во вашата проза и раскази. Еве тоа сакам да ве прашам. Морам да кажам дека насловот е клучна јадица за секој читател. Значи, за да може вашата книга да биде читана и прифатена од читателот, мора да има необичен, интересен, убав наслов. Значи, тоа е една клучна рамка, за да вие целата содржина што сте ја направиле, од самата содржина да го извлечете тој клучен збор или тие неколку клучни зборови како наслов. Јас за себе можам да кажам дека сум концептуален автор, значи моите книги ги работам навистина темелно и секогаш имам изграден концепт. Не одам само по една проста интуиција, туку секогаш работам и логички, со тоа што книжевната теорија и работите што јас и како истражувач ги истражувам, например како психоанализата,
Тоа го претворам и во моја поетска книга. Значи, книжевната теорија ја претворувам и во поетска или прозна пракса. Така, за психоанализата и деконструктивистичките практики на психологијата и човековата душа, ја имам направено книгата Психоаналитичка алхемија од страсти. Бидејќи истражувам женско писмо, женски субјекти, историја на жени, самиот тој мој номадски, да кажам, интердисциплинарен пристап е присутен во сите мои книги и тоа се гледа и во насловите. Да. Например, книгата Коскена се содржи од 3 циклуси: огнена, коскена и женска, кои што се придавки во женски род. Самото тоа, како што кажавте, и концептите на самите книги, поднасловите, но и насловите содржат одредена, да кажеме, интердисциплинарност. Така. Од овие ваши... И уште едно што сакав да кажам слободно. во врска со насловите е дека секогаш гледам да бирам оригинални наслови. Најчесто одам со еден клучен збор како наслов и гледам да биде сугестивен, метафоричен и многу символичен насловот. Така. Убаво кажавте дека насловот треба да го испровоцира, да го привлече, да го поттикне читателот, за да ја земи прво книгата во раце, па за да ја отвори, односно пред тоа да ја купи, да ја набави. На оваа мала ваша изложба, не се тука сите ваши книги, но повеќето се тука, можеме да ги поделиме на 3 дела. Така е. Поезија, Да. проза и теорија. Да. Па, моето прашање е токму такво и поврзано со ова што пред малку го кажав. Што ви дава поголема слобода при создавањето? Поезијата или прозата? Односно, како Марина Мијаковска се гледа себе си како автор и како се доживува, повеќе поетеса, теоретичар или раскажувач? Ја знам дека 3 во 1, Да. ама сепак на што давате предност? На поетесата, на раскажувачката или на теоретичарката? Како што кажав, јас сум номадски субјект. Така? Номадизмот е од моите почетоци па до денес, а тоа значи една интердисциплинарност и во пишувањето. Така. Значи, јас колку што сум поетеса, толку сум и раскажувачка, но и критичарка, затоа што пишувам и литературни критики, есеи, научни трудови, научни монографии. Не можам, значи, да се дефинирам само во рамки на еден жанр или еден литературен вид. Се зависи во која фаза се наоѓам во животот, затоа што, како што ме прашавте и вие, во одредени периоди чувствувате поголема слобода да напишете поезија, затоа што за тоа ви треба можеби помалку време денес за да напишете една песна. Меѓутоа, повеќе импулсивно. Да, импулсивно, рефлективно, да, и многу помалку време треба за тоа, но доколку пишувате расказ, проза, треба многу повеќе време Така. и на вистина треба многу работа во сето тоа. Во однос на прозата, јас би кажала дека имам 2 успешни книги. Во 2014 година ја издадов книгата Кукички, која што е една голема метафора за создавањето. Тука исто се гледа еден голем концепт во оваа книга, таа концептуалност кај мене како автор, затоа што концептот на сите раскази е концепт на куќа. Да. Па затоа насловите се врати, прозорци, звоно, праг, маркица за изградба, значи елементи што ги содржи една куќа. И тоа е едно, да кажеме, духовно патување, екзистенцијално патување, затоа што јас сум трагач по вредности и книжевни вертикали. Така. Во однос на работата на моите книги, можам да кажам дека сите ги работам темелно и по неколку години, без разлика дали работам одредена стихозбирка или проза. Некои парчиња, например, книги, раскази,
ги чувам, па после неколку години ги преработувам. Значи, тоа што го научив изминатите години е дека треба да поработиме повеќе на своите дела пред да ги објавиме. И дека треба да направиме филтер, дека можеби се што сме напишале не треба да се објави во таа форма што веќе ние сме ја направиле. Затоа што некој расказ може да направиме да биде една убава новела после некое време или можеме да го претвориме во роман. Затоа работам, да кажам, интуитивно, аналитички и навистина сметам дека темелно работам како автор. Ние бевме заедно не така многу одамна во Нови Сад. Да. Таму бевме како група, како дел од македонската писателска делегација при представувањето на книгата Духовен мост, Скопје Нови Сад. Па моето следно прашање е поврзано со меѓународните книжевни сцени. Вие сте исто така присутни и активни и на меѓународен план. Па сакам да ве прашам, а работите во Националната универзитетска библиотека во Скопје, Свети Климент Охридски. Како ја гледате позицијата на македонската литература денес, надвор од нашата земја? Имаме ли ние литература за извоз? Или само увезуваме? И уште едно прашање, дали само тие што не се во нашава средина можат нас објективно да не прочитаат и да не проценат и да кажат што е добро. Бидејќи кај нас, за жал, сега и премногу се измешани лончињата, па некои невредности се наградуваат и ни се представуваат како врвни антологиски дела, затоа што добиваат награди поврзани со политиката, поврзани со одредени позиции на факултетите, универзитетите и слично. Тука апсолутно постои голема пристрасност, што значи не постои објективност. Ги споив овие неколку нешта. Импорт-експорт. Каде е македонската литература? Може ли да се надпреварува, ама вистински, во странство? Или треба да се задоволиме со тоа дека не само што немаме кандидат за Нобелова награда, ама немаме кандидат ни за некои други меѓународни врвни награди и признанија? Прво ќе почнам од прашањето за моето учество на книжевните манифестации во странство. Порано навистина многу повеќе одев на, да кажам, балканските, европските манифестации за литература. Во тој период имав и повеќе слободно време за да одам. Тоа ми беше едно ново искуство, за да видам ете како, нели, авторите од повеќето балкански земји ја пласираат нивната литература. Да се компарираме. И, така. Да, и да речеме да согледаме кои се актуелни теми, што поминува кај читателите, кои книги се продаваат. Посетував и доста саеми на книги во странство. Во однос на прашањето за нашата литература денес, мислам дека пласманот на нашите автори во странство е преку преводот. Значи, многу е важно да не останеме ограничени само во рамки на нашиот матичен јазик, нашиот мајчин јазик, затоа што преку преводот вие добивате и поголема читателска публика, но и препознатливост. Можам да кажам дека преводот е многу важен за да вие се пласирате како е македонска книжевност надвор. Така, гледам примери на многу успешни автори, многу издавачки куќи ги користат програмите од Европската Унија, од традуки за користење и преведување на дела во странство, со тоа што се повеќе нашата литература е преведена и достапна на многу јазици и на најголемите, да кажеме, саеми во Лајпциг, во Франкфурт и во други земји.
Значи, од мојата генерација исто така има многу успешни имиња на автори кои навистина веќе имаат по десетици книги во превод. Во однос на преводот, би сакала да кажам дека јас би сакала повеќе да поработам и на себе како автор, на тоа да бидам преведувана на други јазици, затоа што повеќе бев зафатена со творечкиот процес, нели, со други некои обврски, со тоа што успеав да направам само превод на 2 книги. Имам превод на дел од мојата поезија на албански јазик. Книгата е издадена во 2020 година под насловот Океани и граве, односно Женски океан во превод. Тоа што минатата година го направив во 2024 година е објавата на дел од мојата поезија на англиски јазик. Тоа е во една коавторска книга со уште еден писател од Индија и таа беше публикувана во Индија. Таа е коавторска книга каде што имаме по 10 песни. 10 песни имам јас, 10 песни има другиот автор. Тоа што би сакала следно да го остварам, а планирам да се реализира, е да направам превод на мојата поезија, избор поезија во Белград и да биде публикувана и во Србија. Така. Бидејќи полека се приближуваме кон третиот дел, односно крајот на емисијата, ќе морам да бидам поконцизен, односно само да ги поставам прашањата, без да се вметнувам и јас. Па веднаш да прашувам. Учесник сте и на книжевни работилници. Многумина се прашуваат дали навистина може да се научи пишувањето. Дали може некој да ве научи и да ве направи писател ако немате дарба и талент. Какво е вашето искуство, вашето сознание од креативните работилници за пишување? Важно е да имате желба и да имате некаков талент, да пројавувате одреден афинитет за пишувањето. Може да се научи да се пишува на тие креативни работилници. Зад себе го имам и тоа искуство. Направив некаде околу 4-5 работилници за млади лица, односно за средношколци. Првата работилница ја направив во 2017 година, каде што објавивме книга Есенски креативен мозаик. Оваа работилница ја работев со Стефан Марковски и со Славчо Ковиловски. Се покажа како доста успешен проект. Потоа со просветно дело во 2019 направивме уште една работилница со Елена Пренџова и со Ирена Јурчева. Книгата ја публикуваа во просветно дело под насловот Мали приказни од Скопје. Потоа направи во 2020 една работилница за пишување на кратки кодирани жанри како што е танка, хаику, бидејќи јас пишувам и јапонска поезија. Таа работилница се викаше Креативно пишување и последната работилница ја направи во 2021 година работилница за пишување на книжевен есеј. Моето искуство беше позитивно затоа што учениците што присуствуваа на овие работилници беа максимално мотивирани, научија да пишуваат и веќе се автори со прва издадена книга. Так. Во моето време немаше вакви работилници за да можам јас да учествувам, но многу е важно што денес одиме кон некои вакви нови можности. Така. Добитник сте на повеќе награди. Мнението, мислењето на јавноста за наградите е секогаш двојно, дури би рекол спротивставено. Едни сметаат дека тие се поттик и вистинска награда, а други сметаат дека се тие товар и казна. Односно, дека откако некој ќе добие награда, во една ваква, како нашата, релативно мала средина, сите се свртуваат против него и тој наместо радост добива негирање, омраза и за жал. Барем ако добиете некој паричен износ и нека ве напаѓаат и нека ве плукаат. Меѓутоа,
ако наградата е без пари, навистина нема никаква смисла, уште и да ве напаѓаат. Какво е вашето мислење за наградите, Марина? Имам позитивно мислење за наградите што се за млади, затоа што тие се мотиватор за вас како автор. Значи, јас имам добиено награди со мојата трета книга, Психоаналитичка алхемија од страсти. Ја добив Караманов наградата во 2013 година. Тоа ми беше прва награда што мене на некој начин ме исфрли напред. Значи, отидов еден чекор понапред како автор, ми отвори доста врати, затоа што наградата беше печатење на книга. Кога сте анонимен автор, кога сте млад автор, многу е важно што постојат овие награди за да може вие да конкурирате и доколку ги добиете да ја пласирате вашата книга, да бидете препознаени. Потоа во 2014 година со книгата Кукички ја добив наградата Крсте Чачански, награда за книга проза. Потоа во 2019 година ја имам добиено за Коскена наградата Даница Ручигај, награда што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија. Потоа со Постела на тишината ја имам добиено наградата Бели мугри во 2015 година, награда што ја доделува Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Тоа што ете мене ми помогна е што јас ги објавив овие книги преку тие награди, затоа што доколку не постоеа тие награди, може би немаше никогаш да ги објавам овие книги, или може би ќе беа заборавени, или ќе имав помалку објавени книги сега. Наградите се навистина мотиватор. Јас тие награди ги добив за млади до 35 годишна возраст и навистина го продолжив, ме мотивираше тоа да го продолжам мојот книжевен пат. Наградите може да бидат благослов од една страна, за виеете да бидете препознатливи, да имате едно дело плюс во вашата биографија, но наградите се товар во која смисла, доколку вие сте наградени, од вас се очекува во иднина многу повеќе. Значи, секоја книга треба да биде подобра од претходната. Значи, штом сте добиле награди, вие треба во иднина да пишувате се подобро и подобро. Затоа што тогаш би биле можеби осудени доколку имате пад во вашето творештво. И тоа е можеби тој товар што еден автор го носи како кај себе. Исто така, последна награда што ја имам добиено надвор во Хрватска е наградата Горан Бујик во 2024 година. Тоа е награда што се доделува нели за автори од странство, за достигнувања во културата. Оно што е посебно значајно, покрај вашата поезија и проза, тоа се вашите теоретски книги. Вие бевте на времето еден од младите кадри, да речем, во Евробалкан. И не само поради тоа, поради тој ваш почеток, кога започнавте да се занимавате со универзитетска настава, со професура, туку продолживте. И вие сте автор и на повеќе теоретски книги. Модели на родовата идентификација. Тоа е една од... Тоа е мојот магистерски труд. Вашите, магистерскиот труд. Понатаму, Жановски полимер. Исто така една значајна книга. Но, она што мене лично ми недостасува, Марина Мијаковска почесто да пишува и есеи, и критики, бидејќи знам дека може тоа да го прави. Сега друго прашање дали ќе сака тоа да го прави, бидејќи тоа бара посебен
а од друга страна волонтерски ангажман. Значи треба да пишувате, а за тоа да не добиете никаков хонорар, за жал. Јас доста активно пишувам есеи и критики. Низ изминатите години бев промотор на многу, да кажам, врвни писатели, колеги. Ете, имам издадено само една книга со критики и есеи, жанровски полимер. Да. Меѓутоа имам подготвено уште една книга со есеи од последниве изминати 5 години, меѓутоа уште не е публикувана и ракописот ми стои. Затоа што, веројатно и сами како издавач знаете, дека некако најтешко се финансираат таквите книги. Да, за жал. Може би и затоа авторите помалку сакаат да објавуваат и пишуваат ваков тип на книги, затоа што добиваат потешко поддршка. Да. Јас веќе имам една таква книга и во моментов стои, па ќе видиме кога ќе дојде светлото на денот. Така. Сега, кажав на почетокот, дека пишувате за возрастни, а пишувате и за деца и млади. Работите, значи, и на литературата за најмладите читатели. Што е предизвик за вас за да пишувате за деца и млади? Еве овде 2 книги. Кошница со калинки, една сликовница, илустрирана книга, но и уште една книга, новогодишни детски ваши песни, книга исто така со илустрации, ама деноиве, односно наскоро се очекува и нова ваша книга за деца. Да. Така? Ајде кажете ни нешто за литературата за деца и млади, преку вашето искуство, мотивацијата, намерите, желбите, зошто тоа го правите? Сосема спонтано настана, да кажам, таа инспирација и мотивација да почнам да пишувам за деца. Така. Некаде во 2016 година напишав неколку песни за деца. Со нив се вратив во моето детство. Како дете многу ја сакав новата година и божикните празници и тоа ме натера да размислам како децата ете ги сакаат и ги доживуваат тие празници. И спонтано ја напишав оваа книга за новата година, за празниците, ја осмислив како една стихозбирка, песни за деца со боенка. Секое дете да ги обои новогодишните илустрации. Оваа книга е мое самостојно издание затоа што ја издадов за душа. Бидејќи мислев дека нема да продолжам да пишувам во иднина за деца, меѓутоа се измамив себе си, затоа што моето љубопитство или детето во мене, духот на детето во мене е постојано, присутен, со тоа што во моето творештво ми недостасуваше да направам една ваква убава сликовница, како што е Кошница со калинки. Тоа што ме инспирира да ја напишам оваа книга е мојата внука Калина. Приказната е за Калина и нејзината баба во градината. Оваа книга ја објави во 2025 година во Едукамак и навистина мислам дека е одлична и публиката навистина ја сака оваа книга и мислам дека добро помина кај младите. Тоа што сега ќе го најавам е мојата следна книга што уште не е објавена. Исто така сликовница за деца што треба да излезе оваа пролет, се вика Штркот Гвин. Тоа што е интересно кај оваа сликовница е дека јас таа приказна за деца ја имав направено во време на 2020-2021 година и тој ракопис ми стоеше во фиок. Ниту размислував на објавување, неколку години стоеше. Дури сега добив идеја да се навратам, да ја преработам приказната и мислам дека дури сега е вистинското време за таа да излезе. Станува збор за еден штрк од Трансилванија што доаѓа во Скопје, се сместува на Калето. Целта на оваа книга ми е да го афирмирам културното наследство на Македонија, затоа што јас како истражувач постојано истражувам и работам со културно наследство и целта ми беше да го афирмирам Скопје како град на културата со одредени топоси како Камениот мост, Калето и така натаму. Сакам да прашам.
го знам одговорот, ама за гледачите. Дали постои тема што се уште не сте обработиле, а чувствувате дека ве повикува? Дека ви вели, ајде, напиши ме, најди време за мене. Сакам да ми посочите на таква тема и уште една мала пикантерија за гледачите. Како изгледа еден ваш креативен ден? Многумина сметат дека сите писатели имаат некој посебен ритуал на пишување. А за жал не знаат дека ние често некоја што го правиме на колено, на клупа или на тастатурата од компјутерот без никакви претходни ритуали, едноставно во тој миг кога имаме некоја идеја и тоа го запишуваме за да не го заборавиме, бидејќи ако не го напишеме тоа во тој миг, потоа никогаш истата идеја не ни се враќа во тој неизин оригинален, односно првичен облик. Така. Какво е твоето искуство? Како што кажавте, јас пишувам проза. Значи, најпрво сакав да направам обиди со кратка проза, Така. што ќе биде и налик на новела, пред да се обидам да напишам роман. Така. Значи, тоа што кај мене недостасува како жанр, што ми е предизвик да го напишам, е тоа што немам напишано роман. Така. Значи, во иднина би сакала да поработам во наредните години на некој роман, а темата што мене ме повикува е една актуелна тема од секојдневието. Тоа би било тема за семејното насилство. Така. Тоа е нешто што многу ме вознемирува секојдневно. И стана многу масовно, Многу за е жал. масовно, да, и навистина сум загрижена како жена, како феминистка. Што се ние гледаме како неми наблюдувачи, и мислам дека треба да напишам една таква книга за семејното насилство, еден отпор против таа практика, затоа што е многу зачестена. Сметам дека со литературата ние треба да го смениме општеството, да ја смениме мислата кај луѓето, затоа што навистина мораме ние преку литературата да допреме до човековата свест за промена. Така е. Тоа е тоа што навистина би сакала во иднина да го направам. Другото прашање, како ви беше? Другото прашање беше поврзано со темата, ама второто беше со ритуалот. Ритуалот на пишување. Така. Тоа е интересно што многумина писатели имаат различен ритуал. Да. Во младоста, кога имав повеќе, да кажам, слободно време, повеќе имав ритуал на пишување навечер. Така. Во доцни часови, пред компјутер, Ноќна ќе птица. станам од спиење, Така. ќе добијам идеја за нешто, Да. ќе земам пенкало, ќе напишам, или во компјутер. Сега сум повеќе денски човек, повеќе активно работам преку ден. Така. Тоа што мене ми е омилен ритуал за пишување е утринското кафе. Кога пијам кафе, разговарам со себе си, односно правам еден кафе муабет. Отлично. Во тој утрински период, кога човек е најмногу свеж, најдобро е да го посвети на себе. Така. Да прочита нешто, да напише нешто, да направи план, каде да оди, што да истражи, на која тема, затоа што јас многу истражувам и во периодиката за моите теми. Затоа што за да направите вие одредена сцена во проза, мора да истражите доколку пишувате, например, Така, за минатото. да се Како што подготвите. јас имам пишувано Така. во мојата новела Приказни од Пајко Мало. Да. Бидејќи пишувам за периодот меѓу двете светски војни, за Скопје како се градело, за скопските мала, а јас бидејќи сум родена во едно друго време, Така. во ова актуелно Скопје, постојано морав да истражувам во периодиката и секогаш тоа е еден вид на ритуал, да кажеме. Така. Да истражувате и да пишувате. Така. Сега молба со еден од овие фломастери, една боја, Еве, синиот нека синиот, биде. да напишете тука една порака, една мисла и да ни се подпишете, се разбира. Тишината. Тишината на жените Добра. добива глас
само откако На 8 март. ќе се испише Да. од самите жени. Добре. Како што рече пред малку Марина, дека е феминистка, па еве и со една феминистичка порака да го завршиме овој разговор. Марина, сакам со рака да ти честитам, велам ти, Ви бидејќи се благодарам. знаеме долго време, за овие напишани книги и за идните книги. Романот е почнат со вашите раскази. Значи, тренингот е направен, Да. сега уште треба да дојде таа фаза, да се истури, да се стави на хартија. Така е. Тоа ви го посакувам, да ве видим и во улога на романсиерка. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата, ми беше посебна чест.